Почитувани, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на Очи во очи. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска на средба со председателот на Советот на јавни обвинители Петар Аневски. Како што истакна Аневски по средбата, со Јанева се договориле идната недела повторно да имаат состанок. Советот го побарал цел предмет, поради што Јанева и уште 5 обвинители ќе мора во Советот да ги образложат причините за откажување од обвинението. Јанева не даде изјава, само кусо рече дека повеќе детали ќе бидат соопштени по средбата со Советот идната недела. Повеќе за тоа во прилогот на колешката Марија Севриева, кој предлагам да го погледнеме. 5 обвинители од СЈО идната недела пред Советот на јавни обвинители ќе ги образложуваат причините зошто специјалното јавно обвинителство се откажа од обвинението за пуч. Ова беше договорено денеска на средбата меѓу Јанева и Аневски, која траеше околу половина час. Ова средба беше побарање на јавниот обвинител Катица Јанева. Кратко се видовме и се договараме околу начинот на превземање на предметот пуч од страна на Советот на јавни обвинители. Не цел предмет, него оние работи кои нас ќе ни бида потребни. Аневски прво рече делови од предметот пуч, но подоцна кажа дека Советот го бара целокупниот материјал, со цел да му се разјасни зошто СЈО се откажало од обвинението. Председателот на Советот вели дека во оваа фаза не може да ги бара предметите таргет и тврдина. Јанева беше уште покуса во својата изјава. Детали ќе открие по средбата која се очекува да биде идната недела. Што побара од вас обвинителите, господ Јанева? Немам коментар идната недела. Кога идната недела? Не знам, ќе се договориме со Советот. СЈО во јануари објави дека се откажува од пуч, бидејќи доказите во предметот кој го наследи од обвинителството за организиран криминал и корупција се во спротивност со доказите кои специјалното јавно обвинителство ги има за предметите таргет и тврдина. По ова експресно пристигна представката од МВР до Советот на јавни обвинители, кој побара од Јанева да објасни зошто се откажува од понатамошно гонење на екс-разузнавачот Зоран Верушевски, неговата сопруга Сонја, службеникот во општина Струмица Бранко Палифров, лидерот на СДСМ Зоран Заев и вработениот во МВР Ѓорги Лазаревски. Тие беа обвинети за шпиунажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Тоа беше прилогот на колешката Марија Севриева. Денешната тема е СЈО го затвори случајот пуч, зошто Советот на обвинители го бара обвинението за предметот. Го имаме првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете во емисијата. Благодарам. Вие сте правник по вокација. Не се сеќавам кога почна обвинението, предметот пуч. Која година беше тоа? Можете ли да ме подсетите? Тоа беше многу одавна. И кога СЈО го зеде предметот од јавното обвинителство, они почнаа да работат на него. СЈО е институција над јавното обвинителство према Пржинскиот договор. Што бараат сега? Сега кога треба да се конституира влада, треба уште нешто на Заев да му се припише. Само тоа бараат пречка. Отизнаеме јавното обвинителство е орган на владеачката партија. Не се променети тие органи. И толку провидно и мислам дека СЈО беше во право кога го прекина, веројатно не нашле материјал да се продолжи истрагата. И они го прекинаа тоа. Зошто тога не реагира вака како сега што бараа да им се врати предметот? Тоа е многу провидно сега во ова време кога имаме многу поважни работи. Благодарам многу. И благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе Јово и до 24. И благодарам за поздравот, поздрав и до вас. Ова денески што се случува во Република Македонија го нема ни во некоја тугудиска земја, да ви кажам отворено. Јас ви реков, 30 години работам во полиција. Прво и основно, кривичното право, ова СЈО иде не го познава. Кој е тоа МВР да поднесува жалба против одлуката на СЈО што е отповикано пуч? Да се разбериме. Вие не бевте тука кога јас дискутирав што е то пуч. Господине Јово, пуч во Македонија не постои.
единствен сведок во Република Македонија кој кажа е министерот за народна одбрана Зоран Јолевски дека армијата и полицијата се наоѓаат во касарните и пуч нигде не постои. Да се разбереме, нека не измислуваат некои работи што не постојат во кривичниот законник, ако некој тебе ти кажува дека треба да направиш техничка влада, то ли е пуч? Ве молам, Зоран Заев никого, на никого не изврши пуч. Зоран Верушевски на кого изврши? Жена му на Зоран Верушевски на кого изврши е пуч? Што сака сега ова Советот на обвинители? Тој Анески. Прво, ако тој го познава правото, јас искрено да ви кажам, џабе што го полагал тој кривичен закон. Искрено да ви кажам отворено. Правна основа нема право никој на специјалното обвинителство да му дава, да му бара зошто е откажан пуч и како е откажан пуч. Затоа што, господа, кои сте правници, кои сте кривичари, не постојат докази за пуч. Затоа е пуч повлечено. Треба тој Анески, што беше на време судија во окружен суд по Битоло, под Битоло го донес овде, да ги остави партиските работи. До кога ние ќе замараме ова јавност во Република Македонија со тие партиски работи? Завчера, ако требаше некој да бара од СЕО, требаше да бара основното јавно видео од кај што го презеде Катица Јанева предметот, а не го презеде од Советот видели или од МВР. Што МВР сега по поплака на МВР, специјално Советот на видители бара да и образложи Катица Јанева за пуч, предметот што е повлечен. Ве молам, секој во Република Македонија, кој го знае кривичниот закон, кој ги знае постапките на тие сите работи, треба да се освестат и да остават Република Македонија, да го остават судот, да го остават обвинителството, да го остават Советот на обвинители, партијата на Никола Груевски нема што да прави сега, прави циркузи на циркузите во Македонија. Добра. Јас ги повикувам сите тие кои што сакаат да допринесат на Македонија на ваков начин де се допринесува. На ваков начин само се прави штета. Ви благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, во емисија сте. Па ја мислам дека постана пресуда во Страсбург, каде што судот пресуди во корист на новинарите, каде што ја сруши онаа фама на Уставниот суд, јавно покажа дека правниот систем во Македонија официјално е раздраман до корен. Ова денеска или ова што се случува сега, по представката на МВР, што постапува Советот на јавни обвинители, е невиден театар. МВР не е странка во постапката. МВР е сервис на јавното обвинителство. И МВР нема право да постапува да поднесе представка по одлука на јавното обвинителство. Зошто се прави театар невиден од целата оваа работа? Јавниот обвинител е тој што согласно со собраните докази, ти си кривичар, правник си. Не сум баш кривичар, но правник сум. Правник си, сите правници треба да знаат дека МВР е сервис на јавното обвинителство. Тоа собира и постапува по одлуки по барање на јавниот обвинител. Кој е МВР во оваа постапка да поднесе представка против одлука на јавен обвинител? Дали народот знае дека јавниот обвинител, дека МВР согласно своите овластувања, актите што ги препраќа до јавно обвинителство може да ги испрати со посебен извештај, кривична пријава и друг поднесок. Согласно тоа, оно не е странка во постапката. Зошто МВР поднесува барање, жалба до Совет на јавни обвинители? Врз основа на што они одлучиле дека јавниот обвинител направил грешка во постапкава, бе? Дали ние го познаваме правниот систем, дали тие што се обжалиле од МВР го познаваат правниот систем во државава? Јавниот обвинител е тој што врз основа на доказите, прибраните материјали и се што располага одлучува дали ќе покрене, ќе ослободи, ќе преиначи обвинение. Овдека во овој наслан, ја мислам дека погрешно се толкува, не се повлече Катица Јанева. Овдека ќе има преквалификација на делата, што значи не можете сите да ги гоните за едно дело, затоа што во доказите што располагате, можеби
нивната грешка не се состои, меѓутоа може би има повреда на друго кривично дело. Значи, смешна е работава што се прави во државава со овој правен систем. Јас затоа цело време минатиот пат кога дискутиравме за оваа работа. Катица Јанева може или било некој друг, не знам ја како искочи ова, треба да има преквалификација на делата, согласно доказите што постојат во ова. И затоа треба тврдина, таргет и ова да се обединат во едно кривична постапка. Затоа што сите се надополнуваат едно со друго, затоа што во истрагата се констатира поединечната одговорност на сите учесници. Сега Катица Јанева, може би сакајќи да го прошири кривичното обвинение против други учесници во постапката ради лошо водена претходна постапка, а некој сакајќи да се заштити дигнаа ука пука и не чека да се заврши комплетно постапката, да се види што сака Катица Јанева да каже со ова, да не кажеме запирање или повлекување на обвинение. Повлекувањето на обвинението не значи дека е целата постапка запрена. Може да се јави сега ново обвинение со нова квалификација на доказите. Затоа што овие луѓе не се ослободени, не се пресудени од суд и не може врз нив да се примени уставното право дека два пати за исто дело не може да бидат судени. Они не се ни почати. Правото е на јавниот обвинител кога во постапката ќе го повлече обвинението ради доказите со кои располага. А факт е дека ова обвинение за пуч беше шкатливо у старт и дека не можеше да се докаже затоа што се заснова само на една шкатлива излудена пријава на еден обвинет. Ви благодарам за јавувањето. Ќе оставиме простори за останатите гледачи. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете во емисија сте. Вие поздравуваме емисијата. Благодарам. Поздрав и до вас. И сакаме да кажеме за ситуацијата во нашата убава Македонија. Ајде повеќе за темата да биде. СЈО го затвори пуч. Па да ви кажеме, се гордееме што е Зоран Заев. Они видеа владата дека Зоран Заев е толку способен што може стварно многу да направи за таа Република Македонија и за сите нас што живееме во Република Македонија. И сега само му прават притисок на јавното обвинителство. Па добро им кажа, наредната недела ќе им објасне. Аневски, кога требаше Катица Јанева да дава интервју, да решава со проблемите, онија секој пат ограничуваа. И сега тие се прават дека го прекинала ради што била продолжена рака на Заев. Молам ви се, това е смешно у државата. Па отечеа неодразни глупости. Дали на Груевски му дадеа да биде мандатар со услови, како сега што му прават на Заев. Точно срамно во државата. Јас сум 62 годишна жена, пензионерка, со 7000 денара пензија, 30 години работен стаж у прва, втора и трета смена, и они се фалат дека народот убаво живее, светат му ружите. Па дајте малку нека реше това СЈО, што значи. Зоран Заев е чисто кристална слика, што треба стварноците да не обедине и за младината да не остане тука. Па ние у нашата улица немаме ни 5 деца, а деца имаше 30. Сите уидеа нагоре. Од шо? Од убав живот. Па дајте веќе, ако е некој поспособен, нека оставе предност на другиот. Сега, кога не можел да се оставе влада, нека се оставе некој друг. Добро. Јован, ви благодарам на отстапеното време и сте најубаво. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Ова е уште еден доказ, уште еден факт, дека каде со Република Македонија, колку се обвинителствата судите корумпирани или заплашени од една група луѓе, криминалци, една група луѓе кои водат држава која не са во пропаст. Само вчерашната тема вашата, како пример да земем. СЈ подигна обвинение за некои што давале мито за изборите, беше нерегулни. Одма против тоа, против обвинение поднесе основното јавно обвинителство Зврлевски против партијата. Значи, ако требало, овде кај нас е, ако е
ова протест контра протеста, кој се контра, се оди само контра, значи ова власт, ова криминална власт, овие суди корумпирани, обвинители корумпирани, значи можеја, значи требало, по вчерашниот пример само тоа да каже колку е корумпиран. Ако требало, значи тоа се покриви посол кој ќе поднесат политичките партии извештаите од кого примене, како примели едно друго, значи ги гоне они што давале мито. Зошто да ги прашаме господинот Зврлевски, зошто че еден ден е завршен од изборите, ни сметка потврдена, ни поднесени никако неги тие работи што се поднесуваат извештаи за финансиските средства за изборите. Зошто тие уште вториот ден го затворија Љубета Бошковски пред камери, пред тие работи, кај знае како место да го затвора, тој што ми даде парите притвори, ти го затворија него. Значи, нова власт, онај кој им одговарат, тој ти или ќе затвор, или ќе остане без работа, или ќе мора сам земјата да се напуши. Значи, обвинителката СЈО Катерска, потполно поддршка имат од мене, од сите, и Фетами и Фетај, кој почитува многу, коректни сите се. Тие знаат зошто ги повлекоа. Си има тука, зошто го биле толку патриоти, колку биле патриоти, во времето кога ВМРО донесуеше закон за амнестија, зошто не покрена републички обвинител против закон устав да се укине тој закон? Ратните злосторства никој пат не застаруваат. За како не им е срам уште да се играат со нас луѓето со државна завода. Ова е само доказ колку е корумпирана судството, власта, обвинителите, кај нас или се пак заплашени од оваа власт. Толку од мене, фала, пријатно. Добро. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Последниот што кажа дека за амнестирањето на овиот УЧК, па тоа беше во врска со ранковниот договор. Не може да не ги амнестират. Тоа све во ранковниот договор беше напишено што треба се да се направи за да има мир у куќа. Така да тоа уопште не е ни... Мислам, луѓе во зборуваат без да знаат и без, како да кажам, само манипулираат со јавноста. Што се однесува до... Денешнава тема. До денешнава тема. Да, што се однесува... Па добро, тоа го кажа, па ја реплицирам на тоа. Ако? А што се однесува до Катица Јанева, она не смееше така да направи, да каже дека нема предмет за нив. Како тоа нема? Па гледавме све на телевизија, нели така? Како се оркестар 11, Вајко, Петко, све тоа надоле со шифри, со бројки со шифри беа сите што ги дешифрираа сите канали, се имаше за нив и се знаеше дека и прво ми се чини дека јавното обвинителство им го даде предметот, пошто Катица од нив го бараше. И јавното обвинител, и тоа беше донесено, нели едниот ова човек требаше 3 години да одлежи и призна све. Значи, чим призна се и се договори за да оди во ова затвор, значи тоа е вистина, иначе тој не би ни признал. Он кажа дека кои му кажувале, кои го натерале да све да се прави. И друга работа, значи тоа е без има докази, тоа јаки докази, а не е без докази. И друга работа, Јанева треба не сме она тек така како обвинител да се откаже, затоа што тоа прво еден минус голем за нејзе. Тоа значи дека она, како ќе се каже, така работи. Почна 200 души од Охрид, од ВМРО, да ги вика на такво на разговор, што дали се членови, дали донации и така натака. Па нормално ќе дадат, како нема да дадат на своја партија. Додека сега кој ќе се открие ова, што СДС правеле со пари, со црни пари, тек тогаш ќе видиме како ќе биде. И ова нека се открие и за ВМРО ако има нешто. Јас сум за да се открие за пари, за донации, исто така и за другата партија. Ја не знам што има на Народов. Само го ја напаѓаат ВМРО. Како не знам, како да се со магнет се влечат ли? Ја не знам како тоа. Па нека бидат реални. Ја велам, ако се криви
од ВМРО, нека одговараат. Ако се криви од СДС, нека одговараат. А не сите, све заев во право е. Какво е во право? Сега кој ќе видиме платформата како ја потписал, тек тогаш ќе видиме колку е во право. Тек тогаш народот ќе се крене. Добра. Толку да не ви реметам повеќе, се најубаво. Ви благодарам за јавувањето. Пријатно. Пријатно. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, јас сум Јоване. Да, вие сте во емисија сте. Да, прво би ги поздравил Попа и Даме. Добра. И сега би кажал вака за темата. За оваа гледачка пред мене што дискутира, да се задржиме на темата. Можда и ја личи, ама за господинот Аневски сум фрапиран, знаеш. Пред цела македонска јавност до тој степен да му го пуши на Груевски не му личи. Тој е стар човек, возрасен. Стварно не му личи, знаеш. Стварно ми е срам. Цела Македонија. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Киро Ристевски од Скопје. Повелете. Јас не знам како луѓе не може да сватат дека... Ало? Да, во емисија сте. Во емисија сте, се слушаме. Јас не знам како луѓе не може да сватат дека веќе никој не му се плаши на овие гангстериве. Намалете го само тонот од вашиот телевизор. Види, кои се молни кишнеја громови. Јас да ви кажам за специјалното обвинителство, кој не беше кога се тргнуваше во шарената револуција, оттаму не ја знае таа енергија која се испушташе таму. 60-70 луѓе тргнуваат таму. И сега ако некој таму четни дека да го тоа дезавуира обвинителство, 150 луѓе ќе излезат. Ова за оние кои мислат дека со луѓе на долги ножеви ќе го заплашуваат народот. Треба да се свесни дека ова што се случува сега е сценарио како пред Сирија, граѓанската војна во Македонија. Треба да бидат свесни луѓето дека народот е така закрвавен што тешко кој ќе го запри натаму. Благодарам. Добро, ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете во емисија сте. Прво, сакам да ја препорачам на Катица Јанева да ја вклучи во нејзиниот тим на истражители господјата што зборуваше пред овој последниот, пошто делеше совети што требало Катица Јанева да направи. Ајде да се задржиме на темата, кажете го вашиот став за денешната тема. За претходните гледачи нема зошто да се дискутира. Ако е дебатна емисија, треба да дискутираме зашто тоа што зборуваше нема врска со насловов пуч. Ќе ве замолам пак да се задржиме на темата. Кажете го вашиот став. Советот на обвинителство прави последен обид што може да се, ако може нешто да се спаси, што мислам дека не може. Второ, целата јавност веќе осознае што значи пуч и нема врска. Првобитното обвинение што покрена Зврлевски под име Пуч. Пуч на друг избор за пуч заправо е државен удар. Видоа народов кој може да изврши државен удар, по примерот на Турција. 4 луѓе кои немаат ни полиција ни војска под своја команда не може да извршат пуч. А тоа значи пуч извршија само оние кои ги уништија доказите за прислушкување, се докажа кој прислушкувал. Ова е само обид за замајување на јавноста и ако може да се спаси вркушката на власта заради тоа што е влезена во длабоки криминални дела. Пријатно. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач? Добар ден. Да, добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме? Да, во емисија сте. Јавуваме од Прилеп. Поздрав до Прилеп. И тоа ќе се представиме со име и презиме Илијовски Звонко. Ние во Прилеп препознаваме по прекрари, лутото. Добро. Дали добро се слушаме? Се слушаме, кажете го вашиот став за специјално во јавно обвинителство. Ајде. Некои гледачи, значи, си зема за право дека се правници, а не сум правник, меѓутоа поминав така ни судски пресуди и за среќа или за несреќа баш ми беше обвинител Петар Аневски за 2 дела. На кој едното дело, првото со сила под притисок, ме осудија и си однеша. Имаше 12 сати да излезам од затвор
ново дело Петар Аневски. Меѓутоа тогаш оваа власт на заминување уште ги немаше оние Змиско око, Папатарина, па бевме безимени. Меѓутоа беше многу јако во Македонија. Добро, зошто Советот на обвинители го бара обвинението за предметот? Вака сега да хронолошки да почнеме вие како што представникте дека Катица Јанева на нејзино барање сака да воспостави контакт со Советот на јавни обвинители. Така беше? Добро. Тоа значи, по моје видување, дека има притисок од јавноста, како го повлекла обвинението за Зоки Заев, меѓутоа тоа е во мирување. И жената кажа, јас колку добро го познавам правото, дека ако има Зврлевски или другото обвинителство нови докази, тоа е во мирување, значи не го укинува, не го повлекува. Вие сте правник и знаете што значи тоа. Значи бара нови докази. Добро. Меѓутоа, таја ги поврзува другите интегрално разговори од Таргет и од другите и воли таја знае точно како е местеното. И како човекот што го осудија под притисок дава таја изјава и се нагодува од велепредавство, се многу тешки години, 20-25 за велепредавство и се нагодува за 3 години, знаејќи спесно дека ова брзо ќе ова власт, мислам, нема ова да долго да трај, дека ќе биде ослободен. Тоа јас мислам, ето накратко да не ме задржуваме на другите, ви објаснив околу тоа, а Петар Аневски мислам нечам да приличи во предметов, кај вас, значи, помина си сите решето со него и му го знам капацитето. Добро, ќе ви заблагодарам за јавувањето. Да оставиме простори за следните гледачи. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете во емисија сте. Па вака, нека им се исполни желбата на оние нарачатели кои наредуваат во државата да се прави криминал, тоа е врхушката на ВМРО. И ова нека им се исполни како желба. Само се чудам на јавни обвинители на Советот на јавни обвинители на чело со овој стар човек, можам да кажам, за да мисли дека пензија ќе оди така лесно. Не е убаво. Зошто? Ниту еден не е над закон, ниту еден не е над уставот. Дали е тоа судија, дали е тоа јавен обвинител. Ниеден од нив не се над законот. И ова што ќе им се исполни, ќе се докаже, многу фино кажа Катица Јанева, предметот е во мирување. Ако се најдат докази, тоа е јавно обвинителство основно, има да ги приложи, ќе се договорат. Таа ќе дојде истата недела кај нив, со уште 5 нејзини обвинители. Му образложи зошто го става во мирување, ќе им побара, и сигурно им е побарала да достават нови докази, а знаеме дека тако нешто не постои, па макар и од Африка да бараат некои докази не може да најдат. Знаеме дека судија или јавен обвинител се неприкосновени во целиот свет, но и нив ги качи закон. Ти, Јован, како правник, тоа го знаеш. Никој не е над закон. Никој. Желбата нека им се исполни, ќе се докаже дека Катица Јанева е право, нивните обструкции продолжуваат, пак ќе дојде некоја сопка, но правдата ќе победи. Толку да останам за другите место. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Драган Лиотис. Повелете во емисија сте. Па претходните гледачи така се надоврзувам со нив, потполно се слагам, ама ова зборот пуч, значи по војаклија, речник, значи вооружено восстание. Овде во Македонија, ја како што знам, немало вооружено восстание. Затоа не треба пуч да се води. Ко пуч. Ете, земете војаклија, прочитайте вооружено восстание. И овакво, се гледа дека Советот на обвинители е на овакво, на владава, бивша, сега што чита во опозиција. Виж,
и целиот суд е партизиран и подавам целосна подршка на СЈО и СЈО да се отвори СЈО или владава нова специјален суд. Дека, знаеш како еден тетин мој викаше, сега слушајте ме убаво, беше толку заљубен у Југославија, викаше, абе, 2 голи отоци, Тито, да остане, вика, Југославија, требаше Тито. А јас, знаеш што викам, уште едно, 2 изгризало, па за да остане Македонија како што треба држава. Дека сме најсиромашни држава, ја младина тежала, цела младина ни отиде више. Па срамота више, еднаш да се решат и од овие политичари више да се тргнеме. Да се тргнеме више. Тоа е. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Нема што да кажам. Само тоа пуштијајте дека е вооружено восстание у Резниково јакија, баш сега го почита пред емисијата. А какво вооружено восстание? Не сме имали ние вооружено восстание. Добро. Това. Благодарам, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, Блаже од Прилеп. Повелете. Јас ќе кажам, основното јавно обвинителство првин да побара за тие 3,5 милиони евра од 2011 година, ВМРО не кажа од кај му се за изворите. Нападо на општината Центар го заташкува, го чува по фиоки. Аневски дусто нема мандат. Тоа е така. Му истече мандат од него. Странски држави, кажуваат, има странска држава, жолти комбина. Дали се тие водоказните клајни комбината? Дали се заробени негде комбината? Дали е кажана странската држава која е? Ова да му објаснам на луѓе што не му е јасно. Некој е осовничен, ти убил некого. Колко време, по некое време, васта е вистински убиет. И сега го држе и Зошто Советот на обвинители го бара обвинението по предметот? Што мислите? Ама тоа оти е поклопено, оти се уценети, оти му се купени душите, му се откупени. Добро. Ви благодарам за јавувањето. Само ти кажам на таа. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен гледач на линија? Добар ден. Јас сум во програма. По програма сте? Само ќе кажам неколку реченици. Ајде. Од специјално јавно обвинителство за случајов пуч. Добро. Го остави. Еве ќе ви кажам зашто. Оти најдобар сведок беше Никола Груевски, на повеќе телевизии кажа дека со жолти комбиња се прескушкувало пред Гран Хотел, не знам од Метропол, не знам од вамо, од тамо. Тој сами да си кажа кој прислушкувал. Ни Заев, ни Верушевски, ни никој. И сега на која основа? И плюс тоа, судиите се негови. Абе не се оди на распит на суд као да си кум на свадба. Така Никола Груевски оди на распит. Знае дека од тама ќе го вратат и ќе го ослободат, не го отказнуваат, негови се, тој ги има на место на судиите. И си оди како на свадба. Мене ми се чини дека треба малце да ја наведни главата, оти оди на судење, на испит, да даде распит таму, што му рекло, ама му рекла Катица Јанева, не ја признава, а гласаа сите во парламентот со акламација. И сега ако видоа Зорт дека може да се одат од затвор, сега не чини Катица Јанева и СЈО не чини. Добро, ви благодарам. Ова држава не бидува и ова уште да го кажам. Ајде. Еднаш е аболициран Зоран Заев од председателот кој беше Бранко Црвенковски. А Никола Груевски од овој председател е аболициран 13 пати. И не знам сега која е поќе, еднаш или 13? Добро, ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам за јавувањето, почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на Очи во очи. Останете со програмата на телевизија 24, следува Централниот дневник. Од мене пријатно.